Гостем во ова најново издание на емисијата Инфорегион е председателот на фотокиноклубот од Прилеп Сашко Поповски, со кој што ќе поразговараме повеќе околу ова уметност во нашиот град, но и најновата изложба на уметничка фотографија која што пред само неколку дена се одржа во Домот за култура Марко Цепенков, Јордан Зазовски Зазо. Господине Поповски, пред се добро дојдовте во Инфорегион. Благодарам на поканата на Инфорегион и на порталот Инфокомпас. Како што кажав, во најавата, темата на ова наше интервју ќе биде уметничката фотографија во нашиот град. Ајде да почнеме со нешто најново се случи пред само 2 дена во Домот за култура Марко Цепенков. Се отвори 8-та поред изложба Јордан Зазовски Зазо на уметнички фотографии. Со оглед на тоа дека повеќе од година и половина живеевме во една пандемија, дали и подготовката на оваа изложба, дали пандемијата влијаеше врз подготвувањето на оваа изложба? Секако, значи, пред се самите протоколи на владата на Република Северна Македонија не ограничува во самата работа организирањето на самата изложба. Значи, отворањето како и ланската година беше пред Домот на културата Марко Цепенков, кај што имавме доста гости и понатаму нашите гости ги влегува по 15 на луѓе да ја разгледаат самата изложба. Колку време се подготвува овие фотографии? Колку дела беа представени и од кои автори? Овие се фотографии кои нашите членови ги изработија миналата 2020 година за време на пандемијата. Беа представени 59 наши членови и автори со 64 фотографии кои ги избра стручно жири кој онлайн првпат за сега стално ги избиравме заеднички кога дискутиравме околу самите фотографии, а сега првпат беше онлайн и одлично помина, мислам, самото жирење пред се и самата изложба на крај. Спомнате беа изложени 64 фотографии, а колку беа доставени? 59. Па имаше некаде над 400 фотографии пријавено од членовите. Толку беше можноста, гледавме од сите, поготово од младите автори, младите членови на клубот, повеќе да им посветиме како и секоја година нив, пошто на нив посветуваме најмногу внимание во самиот клуб. Имаше доста исто и девојки, значи 40% веќе од самите презентирани фотографии се од женскиот пол и доста млади членови. Значи 59 фотографии, над 400 и нешто имаше пријавено фотографија. Дали беше тешко да се одберат овие 64? Апсолутно тешко. Значи, стручно жири кои ги избираат тие фотографии, пошто тоа не е само избирање фотографии дека тоа е наша клубска изложба во нашиот град, него има патронажа од Фотосојузот на Македонија, која треба да ја дозволи таа изложба, дали е доволно квалитетна, дали е доволно добра, пошто таа се бодува во Фотосојузот на Македонија. Самата изложба тешко, во секој случај тешко, кога имате голем избор, жири има стварно тешка задача да се одлучи кои фотографии. Која беше главната тематика на овие 64 фотографии кои што публиката имаше можност да ги види? Па не одредуваме. Пред се пуштаме слободно тема, кога станува збор за клубската изложба, оставаме самите деца да преку таа изложба да најдат својот правец на кој ќе фотографираат. Некои се одлучуваат на портретна фотографија, некои на пейзажна фотографија, некои на значи повеќе стилови, некои црно-бела, некои монохром. Значи да го барат својот стил и пуштаме така слобода на самите автори да се одлучат што тоа би работеле понатаму, на кој стил на фотографија би се определиле. Дали има некој тренд што го преферираат моментално? Па да, последната година поради пандемијата имаше, значи, оние повеќе фотографии со луѓето со маски затворени на прозорци. Значи имаше доста такви фотографии кои минатата година дечки ја посветува, па празни плоштади. Значи имаше доста такви фотографии, не знам кои поминаа точно, али во секој случај беше пандемијата во фокусот на ланската фотографија. Спомнавме дека ова е 8-ма поред изложба која што ја организиравте. Колку години постои фотокиноклубот од Прилеп? Фотокиноклубот пред се работи во рамките на Сдруженијата на техничка култура на Република Македонија, тоест народна техника на Македонија, значи како огранок во Прилеп. Постои над 64-5 години, со тоа што тогаш се споиле два киноклуб и фотоклуб Едервајс и Златоврв, се споиле во еден фотокиноклуб Прилеп. И години обстојувал тој клуб, многу деца излегле од тој клуб,
Многу се стручни, многу се познати во својата делатност. Пред се во последните години се истакнати Роберт Јанкуловски, Игор Башевски, Дарко Башевски. Тие се дечки од нашата генерација кои остварија своите соништа во фотографијата и во филмот. Се до пред некој посебно беше заамрен, некој 15 до 20 години беше заамрен, пошто беа стагнирани активностите на народна техника, иако постоеше како техника. Пред некои десетина години, јас со моите пријатели Димитар Истевски, Оливер Ангелевски, Славчо Лазарски, одлучивме да го вратиме оној клуб и да му дајме на децата можност повторно да учат и да работат на самата фотографија. Одлучивме да го реинкарнираме клубот. Не беше целта да отвараме нов клуб, него да успееме да го зачуваме она што било некогаш и да вратиме дел од тој сјај која го имала народна техника и самиот фотокиноклуб во Прилеп. Мислам дека успеавме тоа, активно се работи и функционираме безпрекорно. Безпрекорно, мислам, моментално морам да се пофалам дека сме единствен клуб во Македонија кој работи со млади деца, со обука на млади деца. Има други клубови во државата, со тоа што сметам дека не се толку активни, него се активни на неколку поединци. Во Куманово чек има 2, во Тетово има неколку фотогрупи, во Скопје функционира се уште еден клуб, Битол има 2, Опиле постанавме уште единствени. Сме еден клуб кој функционира и единствени кој работиме на деца. И единствени кој работиме со деца и со обуки на деца. Единствен помало кој излегува така што веќе е истрениран или заминува понатам на школување и од Прилеп. Другите клубови како работат? На кој принцип? Најчесто само се посветуваат на уметничка фотографија, ама го занемаруваат оној дел што се вика обука на млади. Доста занемарува, инаку по целите статутот на народна техника и на фотоклубовите како здруженија на граѓани е обуката на деца, обука на млади, но другите се некако го занемаруваат тоа, иако последните денови македонска фотографија имаше доста млади автори, како категорија е сега введена младинска фотографија на автори до 21 година и за изненадување имаше веќе и во други градови се појавија млади автори кои веќе работат на уметничка фотографија. Дали членството во овој клуб е бесплатно, дали е со пари, кој се може да стане член? Апсолутно, пред се имаме условно ставена на пристателство на фотокиноклуб Прилеп, имаме ставена некоја годишна членарина од 400 денари, која никој не ја барам и никој не ја плаќа, слободно е членството. Можам да кажам дека слободно кој може да стане член? Апсолутно секој. Апсолутно секој. А луѓето мислат дека треба да имат фотоапарат, дека треба да имат посебна камера или не знам каква опрема, која е прилично скапа во секој случај, но пошто сега сите сме ние фотографи, пошто нашиот фотоапарат го носиме во својот џеп со самиот мобилен телефон кој стварно има сега моментално многу сила, многу мегапиксели, многу меморија, едноставно доколку знаете да направите добра фотографија, можете и да направите со мобилен телефон. Јас тега се шегувам, нема потреба и му забранувам од почеток да се купува опрема на младите дечки. Викам, окей, ќе пробам со мобилен телефон, доколку се види дека ти си добар, самите родители ќе ви инвестираат во повеќе опрема. Нема крај во инвестиција на фотоопрема, тоа е скапа играчка и па и не е премногу од друг дел, па и не е премногу скапа, има така полупрофесионална опрема која не е некој премногу пари, е уполу поевтино него мобилен телефон, добар апарат да се купи околу 500 евра, а мобилен телефон знаеме веќе 1000. Дали има возрастна граница кој се може да биде член на клубот? Апсолутно не, но да може да се пронајдат децата, пошто немаме, на нашите курсови и часови доаѓаат од сите старосни граници, но да може да навлезе веќе во самата фотографија, некој 500-600 одделение па понагоре, крај немаме, колку најстари, со тоа што морам да ги пофалам, например, веќе е трето одделенец, Лука Кочовски од Блаже Коменски е втор во кинотехника во Македонија, а додека седмо одделенец Христијан Лазовски е првак на Македонија во фото. Прекрасни деца кои прекрасно за време на пандемија научија, правиме мојот бек мале, трето одделение, имаше тука дали е доволно спремен за да оди на таков надпревар? Да, поминавме одлично.
Второ место освира и тоа што е мал сметам. Искрено, беше најмал во сите тие нашето дете од Прилеп кој стварно успеа да постигне страшен резултат за неговите години. Моментално колку членови брои клубот? Неофицијално околу 200. Официјално кои си активни членови некако 6-70 членови. Активното председателство сега за проблемот беше за време на пандемијата, пошто не можеме да собираме створена просторија во просторите на нашиот клуб. Кој морам попатно да напомнам дека пред 2-3 години со донација на Ристе Атанасовски од Америка го комплетно го реновиравме, значи нов ламинат, нови столици, нови телевизори, клими и така натака. Значи тоа бил како Ристе Атанасовски бил наш член некогаш на клубот. Кога дојде и во кои услови работиме, одлучи да донира одредена средства, оствари материјали, кои сега моментално е така обновен убав, но пандемијата не запре таму да ги одржуваме часовите курсовите, па бевме неколку пати во природа, Плетпар, Могила, значи тука близко, за да не се групираме премногу и најчесто беше онлайн одржувањето на самите курсови. Како се одвиваат обуките во клубот? Кој се ги учи младите дечки? Пред се ние сме група ентузијасти. Значи, тука не станува никаков збор за некои финанси, дека некаде заработуваме. Значи, сме група на ентузијасти кои одлучивме дел од нашето знаење и нашата љубов како деца и сегашни професионалци кои држат да го споделиме своето знаење. Значи, најчесто држувам часови јас, Оливер Ангелески како фотограф, Славчо Лазовски. Значи, сега веќе оние кои претходно успешно завршија младите дечки кои во претходните години беа успешни и продолжија на полето на фотографија и кино. Тие веќе ги држат тие часови, пошто веќе се добри познавачи на фотографијата и на киното, така да веќе достапуваме на нив да ги држат часовите, пошто веќе станаа постручни од нас, во секој случај. Дали сте одели некакви семинари надвор од Прилеп, надвор од државата? Апсолутно, значи одевме на семинари, но пред се тие семинари сакаме да ги донесеме во Прилеп. Со текот на годините доста познати фотографи од светот и од Републиката беа наши гости и ја држуваат тие работилните часови. Напомнам во 2017 мислам Фадел Алба од Бахраин, значи страшно број 1 во првите топ 10 уметнички фотографии во светот. И беше прв пат во Европа дојде и прв пат дојде само во Прилеп. Една недела беше гостин, кога издржавме негова работилница, одржавме негова изложба, одржна часови, се дружевме, доста научивме од него. Билјана Јуруковски, нашата прилепчанка, која во Австралија исто ланска година имаше своја изложба и своја презентација и час. Боро Рудич, бившиот председател на Република Македонија, Владимир Јовановски, Куманово. Значи, се трудиме колку што можеме да ги донесеме професорите, односно предавачите во нашиот град да ги одржат предавањата и да учат децата. Колку млади таленти поседува Прилеп за оваа уметност? Многу изненадувачки многу. Ние се потрудивме, забележавме дека пред 10 години кога го реинкарниравме клубот, забележавме на момент дека децата кои не се по спортот, по музика или дека нема каде да се најдат. Децата останаа на компјутерите, англискиот јазик, компјутери и тука завршуваше до тоа и проблем беше самата комуникација на самите деца. И ние одлучивме да најдеме нешто што можеме да помогнеме на самите деца кои не се за спорт. Ајде видиме некоја што се случува во техника, да видиме што се случува во клубот, пошто ние бевме како деца во тој клуб и одлучивме да го вратиме клубот, да понудиме на оние што не се за спорт или за музика, тоа можеше градот да го понуди само како активност за децата повеќе. Како да ги тргнеме децата од улица повеќе, како да направиме нешто добро за нив и заклучивме дека има страшно голем интерес, доста од нив станеа страшно добри професионалци, многу од нив се посветија и најминото понатамошно школување на фотографијата и на филмот. Значи многу од нив се одлучија и понатаму дека ќе работат. Доста остана тоа како занает пред сега. Значи некои се одлучија дека ќе бидат занаетчи, ќе работат на свадби, ќе работат, модна фотографија. Тие се оние постари генерации кои веќе ги завршија тие курсови, пораснаа во клубот и сега доста заминаа по светот. Конески, Грашевски, многу заминаа по светот, веќе работат на самата фотографија професија во странство.
За жал, ги немаме тука со иногранство. Тоа е од најголемите болки што моментално се најдуваме самото општество. Создаваме таленти кои што за жал не се исполнуваат тука, заменуваат во... Тука е најголемиот проблем. Тука е најголемиот проблем што ние дозволуваме нашите деца. Ја не знам за неколку години кои ќе ни лечи воопшто. Сосема е до друга темава. Но доколку продолжиме со овој тренд да ги пуштаме децата во странство, ја не знам за неколку години, пошто ние веќе старееме, како постари генерација, не знам кој ќе не лечи. Да, ние ги спремаме. Децата и не можеме да ограничиме да ќе останат тука. Ја викам, тешко на државата која најголем успех е да избегаш од неза. Тоа е најголем успех што може да постигнеш кај нас. Но да пробаме тие млади деца да ги задржиме тука што повеќе, за тоа што за кратко време ќе нема вистина никој да не гледа. Да му дадеме можност да ги тргнеме од онаа улица, да ги тргнеме од лошите навики, лошите друштва, да му многу пати им прашуваат што толку ангажман околу децата, околу трчај. Стварно нема ангажман. Не ангажман. Тоа е задоволство се работи со деца. Деца да се чисти, деца да се прекрасни и стварно задоволство се работи со нив. Едноставно, пред се шегувам да гледам турска серија, ќе посветам мало внимание на децата, значи во цел нормален западен свет, едноставно слободното време не го користат во гледање турски серии и бистри политики, него одат во некои хуманитарни друштва, одат во некои уметнички друштва, не знам, стално се смее која на YouTube ќе видиме и гледа јапонец ја пее македонско девојчига. Едноставно неговото слободно време или од Шведска или од Швајцарија и види овие нема што да прават, пее македонски песни. Едноставно тие се нивното слободно време го искористуваат, значи во некоја уметност, па се научили македонски да пеат. А ние останавме на гледање турски серии, бистрење на политика и не сакаме некако да посветиме дел од нашето време за нашите деца да направиме нешто повеќе. Значи, не се само професорите во училиштата кои треба да го посветат вниманието и тие да ги едуцираат за нашите деца, треба ние продземиме нешто повеќе да смислиме како ние да го исполниме нивното време, да ги тргнеме од компјутерите, ама да ги тргнеме пред се од оние лоши услови на улица. Еве сега за време за пандемија веќе поменува и се тргаат овие законски мерки. Било вчера слушнав дека челендж било за децата, кој последен ќе успее, правиме овој за деца од 8-9 години, челендж било кој ќе успее последен да издржи во 12:05 да се прибери дома, да не го фати полиција. Као успех. Значи тоа веќе бега од сите стандарди и норми. Во 12 нешто дете од 8-9 години се прибери дома, самите родители треба да се запрашат зошто е тоа така. Сега викам, што да направиме, како да направиме? Па не знам. Клуб за играње скокалина, клуб за, не знам, за цидење. Секој што има некој активно дел од своето време, макар и на улица, или за театарска представа да му организира. Имаше такви активности по улиците, тогаш по малата. Сега гледам и тоа го нема, веќе исчезнува. Да направат нешто по старите, она што не било како љубов во детството, дел од нашето знаење да го пренесеме на младите. Тоа е на цел. И да пробаме да ги задржиме тука колку што можеме, иако тешко успеаваме, за жал. Рековте функционирате во склоп на народна техника, дали добивате некакви финансиски средства од државата? Единствени средства кои добиваме, поготово последните години, се некои 30.000 денари од страна на град Прилеп, кои ни ги осможува, затоа и одлучивме, значи, да не се плаќа членарина, значи се е ослободено кај нас. Доаѓа кој сака, кој што има желба за фотографија и филм, нема никакви финансиски обврски ни спрема клубот, ни спрема, значи нема никакви трошоци, едноставно се што може да добие да научат нешто. Значи повторно реков Сашко Босковски се уште ја почитува на старата фотографија на филм, се уште тука лабораторијата. Обезбедивме црно-бели филмови кои се ужасно скапи, добивавме донација која може да ја користиме разживачи фиксери и не тераме, него едноставно деца да сакаат да го почувствуваат онај мирис на затворената просторија, на темна просторија, тоест лабораторија, копирите се на место. Значи повторно ја правиме она историјата на фотографијата, кај што децата можат да го почувствуваат онај ефект на справењето фотографија, појавењето пред него кога се појавува самата фотографија, пошто сега со самата дигитализација имаме огромни можности, илјадници фотографии се прават на сите страни, фејсбуците и социјалните мрежи овозможуваат пласирање на
не е број на фотографии, прашањето е колку е таа фотографија добра и квалитетна. Јас стално шегувам, најмалце дечки што можете да научите тука е да направите добра фотографија за на Facebook и што добијате, ако сте добивале 500 лајка, сега ќе имате најмалце 1000 лајка. Значи тоа е најмалце што може да научат, а понатаму да развијам нивната креативност и нивната желба за уметност. Создавате таленти, млади луѓе кои што на еден начин се подготвени веднаш да настапат на пазарот на труд, како што спомнавте. Дел од овој кадар е и дефицитарен. Дали можеби токму поради таа причина не треба некаква поголема поддршка да се има од страна на институциите, затоа што на еден начин би го решиле и вработувањето на младите луѓе со тоа? Народна техника на времето беше расадник на таленти. Ние завршувавме 8 или средна, веќе автоматски нашите пресатели тогаш не суена работа, Зазовски, кој и ден денеска му е посветена оваа изложба. Значи, како што завршувавме средна, автоматски не бараја и сега се бараат деца, и автоматски не знам во телевизија, во студентски комбинат, Миновски, од врски, знам од радиоклубот се работија, оно автоматски како завршува средно, одеа на работа. Сега е повторно истото се случува, пошто правиме овој за дефицитарен кадар, како што дечките се спремаат, едноставно, поготово оние што ќе одлучат да не продолжат понатаму на факултет, до овој дел, едноставно е како барана, како дејност, значи како дефицитарен кадар. Но, реков, повторно се појава проблемот што децата ни бегаат странство, како што тренираат, завршуваат средно факултет, прекусила и заминуваат во странство. Повторно се појавува онај дефицит. Во иднина, еве, за крај на овој интервју, каде го гледате фотокиноклубот Прилеп? Како и секогаш, значи, фотокиноклубот во минатите години има освоено многу награди. Со мојот драг пријател Димитар Истецки на почетокот фотокиноклубот го испрливме во меѓународни рамки. Ние сме член на ФИАП, асоциацијата, ПСА-цијата, ИАП, значи во сите возможни асоциации во Европа, а пред се сме член на Фотосојузот на Македонија и на Народна техника, како и на Киносојузот на Република Македонија. Не само фотографијата, исто така и во кино техниката, исто така можеме да кажем дека сме најдобри на сите фестивали, освојуваме страшно многу награди. Децата го добиваат свој дел во награди, во звања. Морам да, значи, нескромно е да не се пофалам колку тоа добро функционираме, колку добро работиме, колку многу награди освојуваме. За тоа што пред се го презентираме градот Прилеп и Република Македонија во оној дел кој што може. Пред некои 8-9 години, пред да ја направиме Јордан Зазовски Зазо, се одлучивме да одиме малце на поголеми рамки, да ќе правиме меѓународна изложба. Тогаш беше Прилеп салон 2015-16, така не сум сигурен која година. 14-та, Димитар Истецки направи, тогаш имавме, значи, тогаш слушнаа сите возможни фотографии во светот, слушнаа за Прилеп. Имавме нека над 760, мислам, фотографии, кои исплатија учество на нашата изложба Прилеп салон. Тоа е од 64 земји слушнаа за Прилеп, добија каталози од Прилеп. Значи тоа беше, но тоа е толку многу голем проект, што сака многу луѓе, многу ангажман, секако финансиски средства и ја мислам дека беше добро што откажеме, што одлучивме да останеме на локално ниво и обуката на локално ниво и организирањето на локална изложба како што е ова. Ви благодарам за издвоеното време и за овој интервју за Инфорегион. Благодарам и вас. Драги гледачи, тоа беше председателот на фотокиноклубот од Прилеп, Сашко Поповски. Се надевам дека на еден начин повеќе вие доближивме фотографската уметност до вас. Се гледаме во наредното издание.